На секое дете му е потребен разговор, му е потребна комуникација. Причините се доста комплексни, се и општествено втемелени, бидејќи колку општеството е поагресивно, толку и тоа се прилива понатаму во училиштата. Најзабележителни, барем во нашата средина, се оние меѓусебни навреди во делот на вербално насилство. Доста е застапено сајбер насилството, значи на социјалните мрежи практично децата се поврзани, возрастните немаат увид што точно се случува. Оваа појава е доста комплексна, значи не е нешто што може со некаква мерка или со некаква казна да се надмине. Најчесто и жртвите се повлекуваат во себе, се изолираат и има случај да жртвата не ни пријавува, не кажува ни дома, заради тоа што понекога жртвите смитаат дека се тие виновни за тоа што се случува, дека тие не можат да се снајдат и некогаш си го префрлат на себе тоа во основа. Еден од тие модули е секако и модулот врски и односи, токму каде што е фатено целата ненасилна комуникација, начинот на комуникација помеѓу младите на возраст од 13 до 15 години. Зошто е тоа важно? Сепак адолесценцијата е еден период, бурен период, каде што кај младите личности се градат многу ставови, вредности, се гради односот кон околината, значи се гради сликата за себе, се гради респектот кон останатите и комуникацијата каква ќе биде, нели се изградуваат, тие се веќе млади личности на кои на вистина ние како општество треба да им обрнеме многу повеќе внимание и да им дадеме многу повеќе од тоа во моментот што им го пружаме. Пред се доверба и можност да се изградат и да го дадат најдоброто од себе. Прв чекор или значаен чекор е психоедукацијата. И на родителите, и на наставниците, и на учениците. Затоа што секое дете, особено адолесцентите, тинејџерите, си го поставува прашањето за своето ментално здравје. Она што останува како значајно да се работи во иднина е повеќе заакнување на капацитетите на училиштата, значи тука вклучително наставниците, стручните соработници, менаџерските тимови на училиштата за вештини за справување со булингот.